Во последно време многу се зборува за насилството помеѓу младите. Булингот и сајбербулингот биле од секогаш, односно булингот, меѓутоа тогаш било време кога не може да се интервенира и да се спречи, како што тоа може да се направи на денешен начин и од денешна перспектива. Со нас во Хајп ТВ гостин е психологот Христина Атанасова од гимназијата Јосип Броз Тито, на која што ќе поразговараме за овие теми, односно булингот и сајбербулингот, како треба да се справуваат тинеџерите и младите, а како треба да реагираат родителите. Мене ми е задоволство што имам Тина денес гостинка во Хајп и на Тина посакувам добре дојде. А колку е присутен булингот денес во гимназиите и во какви форми најчесто се појавува? Булингот како форма или нешто што во минатото се нарекуваше меѓуврсничко насилство, факт е дека беше присутен од секогаш. А во последно време навистина е зголемен обемот на застапеност, затоа што се поголеми можностите за негово изведување. Може да биде присутен во повеќе форми, првенствено во физичка форма, со употреба на физичка сила, со вербален говор, со навреди, во социјална, односно емотивна смисла, кога имаме изолирање на жртвата од одредена социјална средина, лишување од одредени групи на друштва и така натаму, и она што во последно време со оглед на влијанието на сите социјални мрежи, интернетот и слично, доживеа голема експанзија сајбербулингот, кој што можеби и слободно можам да кажам е најприсутен. Факт е дека насилството е присутно, меѓутоа правиме се што е во наши можности и во наши компетенции за да влијаеме на негово превенирање и навистина мислам дека како стручна фела психолози успеваме во тоа. Секако дека има изолирани случаи, таму каде што не се успеало да се превенира, целта е да се спречи и да се препознае што е можно побрзо и навремено. А дали учениците повеќе го препознаваат физичкиот булинг или психолошките и вербалните форми? Многу поретки се физичките облици на меѓуврсничко насилство, за среќа, но секако дека психолошкиот булинг или има многу поголеми последици. Знаете во која смисла? Децата, многу учениците, тинеџерите, повртетлиите, многу поголемо внимание обрнуваат во последно време на менталното здравје, на грижата на својата психа, што мене како психолог навистина многу ме радува, бидејќи дојде време кога конечно можеме да кажеме дека вредноста на нашето ментално здравје како нешто што е на највисоко ниво покрај нашиот физикус, дојде на цена. Последиците навистина знаат да бидат големи, меѓутоа младите се се повеќе свесни за тоа колку многу треба да обрнат внимание на истото. Ако во минатото беше да се игнорира, во денешно време се повеќе се работи на тоа да нешто се спречи. Па се наоѓаат разноразни начини за да истото се пријави, најчесто оди во форма на анонимност, затоа што мора да бидеме реални дека посебно кај младите постои известна доза на страв, дека може да има одредени последици, дека може да има одредени негативни појави доколку се дознае дека некоја личност е пријавена во училиштето, во некоја надворешна институција и така натаму, но мене многу ме радува што има храброст, што младите собираат сила да проговорат за тоа што им се случува и навистина тоа ни е почетната скала на решавање на проблемот. Но како наставниците и професорите можат да го забележат булингот кој не е толку очигледен во одредени моменти? Знаете како, наставниците и професорите се оние кои што поминуваат најголем дел од денот со учениците и тие се оние првите покрај класните раководители кои можат да забележат одредени промени. За време на часот, учениците кај кои се појавило било какво меѓуврсничко насилство, многу добро се забележува во однос на нивното однесување. Првенствено, деконцентрирани се, немаат одреден фокус на вниманието, не можат да го задржат истото, односно имаат потешкотија во следење, да речеме, на задачите, имаат пат на успехот, покажуваат одредено отсуство на интерес, почнуваат да се лишуваат од своите социјални групи и се тоа е една нормална последица на она што им се случува и затоа нас стручните соработници, класните раководители и предметните наставници ни се најважните
алки во овој синџир за забележување на одредени промени. Понатаму и ние како стручни соработници, јас на пример многу често знам да влезам кај учениците, да ги поздравам и за време на часот, за време на малите одмори и така натаму, точно се забележуваат одредени промени. Колку и некој дете ние да не сме го познавале предходно, сепак се детектираат одредени причини, па ќе се повика на разговори, ќе се види што е во заднина на таквото однесување. Големите одмори исто така се едни од индикаторите за присуство на било каков проблем или потешкотија од овој тип, затоа што тие дечиња најчесто се изолираат, сакаат да седат сами, го поминуваат времето на своите мобилни апарати и тука навистина имаме многу добри механизми за детектирање на причините. Од друга страна, класните часови, кога класните раководители разговараат со учениците, знаете, учениците имаат многу поголема близина со своите раководители на паралелки, затоа што сепак ги доживуваат како некој кој е прво таа институција и најблизок за нив. Многу често се отвараат, зборуваат, разговараат на тие теми, па дури и ако некој ученик има било каква потешкотија, често се случува да неговите другари анонимно пријават и тоа е навистина многу добро, што значи дека имаме голема развиена свесност кај младата популација за оваа проблематика. Го спомнавме и сајбербулингот, една од така наречените нови форми кои што се употребуваат и по социјалните мрежи најчесто. Видлива форма, кои сигнали може да укажат дека тинејџерот е жртва на онлајн малтретирање? Највеќе се забележува во однос на социјалната повлеченост. Се појавува чувство на страф, затоа што младите, кога ќе бидат под било каква форма на сајбер меѓуврсничко насилство, често знаат да се повлечат, да престанат да излегуваат, да престанат да го посетуваат училиштето, да ги редуцираат своите контакти, да се наоѓаат во една така непријатна ситуација кога мислат дека нема решение на проблемот. Да тука може да има две крајности, или да реагираат веднаш и да пријават во соодветна институција, или да живеат во постојан страф. Може да се јави анксиозност, може да се јават панични напади, може да се јави чувство на безнадежност, може да се јави чувство на помала вредност, намалена самодоверба, разнишена слика за себе. Се тоа некои последици кои и такако укажуваат на одредени промени во однесувањето и постоење на сајбербулинг. Меѓутоа, јас секогаш би апелирала оние кои што го вршат сајбербулингот, никогаш да не заборават дека постојат соодветни закони кои што се применливи во нашата земја и апсолутно таа сигурност која ја имаат кога креираат или лажни профили со поинакви имиња и презимиња, кога имаат една целосна слобода и сила, забораваат дека нештото може да се докаже, апсолутно да не ја заборават емоционалната страна, односно емпатијата. Затоа што напишаниот збор може многу да влијае на психата и на животот на жртвата на сајбербулинг, и на крајот никогаш не треба, ако се водиме од она, никогаш не го прави на другиот. Тоа што не сакаш тебе да ти биде направено, јас верувам дека навистина нема да ги имаме овие потешкоти. И за жал, тука треба уште многу да се работи за да дојдеме до тоа ниво. Напредок има, но треба уште работа. Што мислите? Дали избегнувањето на интернет е решение или сепак треба да ги учиме младите како безбедно да го користат интернетот, односно како да се справат? Не се согласувам дека избегнувањето на интернет е можно решение. Сосема спротивно, јас сум за дозирана, умерена и практична употреба на интернетот во секоја смисла на зборот, меѓутоа едукација, разговор со младите, да ги учиме како треба правилно да го употребуваат истиот, затоа што интернетот од една страна можеме многу да го искористиме затоа што имаме лесна достапност на информации, кога за брзо време можеме да завршиме големи работи, но од друга страна пак оние социјални мрежи навистина имаат многу големи психолошки последици и без да е присутен булингот, затоа што
во последно време имаме чувство дека премногу имаме модели на идентификација кај младите личности кои се повеќе ни заликуваат едни на други. Многу повеќе се фокусирани на својот физички изглед, многу помалку се фокусирани на она што го носат во себе како вредности, како морални начала, како нешто што е суштина на нашето човештво и на нашето функционирање. Социјалните мрежи се користат многу повеќе за да се надпреваруваат едни со други, за да се дзирне во животот на другиот. Од таа причина треба да се развие свесноста и кај младите, и кај повозрасните, секако за правилна употреба на интернетот во секоја смисла на зборот. Само тогаш кога ќе имаме правилна употреба, ќе можеме да се заштитиме и од меѓуврсничко насилство и од секаков друг вид на непријатности поврзани со интернетот. Како тинеџерите можат сами да се справат со ситуацијата без да чувствуваат вина или одреден срам? Тоа е најголемиот проблем, затоа што кај тинеџерите, кај адолесцентите се јавува потешкотија, срам и многу повеќе страв да проговорат на темата, тогаш кога се жртви, кога се насилници, немаат причина зошто да реагираат во нивните очи. Но јас би рекла, и причинителите не смееме да ги игнорираме. Зошто? Затоа што и не треба да ги игнорираме, затоа што тие се суштината на проблемот. И ако проблемот се превенира, и ако не дојде до такво нешто, ако на време се реагирало, се организирале одредени обуки, работилници и слично, не би дошло до такви потешкоти. Од друга страна пак, жртвите на меѓуврсничко насилство се многу покомплицирана категорија, во која смисла тоа се млади личности со кои треба да се работи на санирање на последиците од тоа меѓуврсничко насилство. Јас секогаш би апелирала, и ако не се случува кај самата личност, ако личноста дознае дека има меѓуврсничко насилство кај било кој друг, да не молчи, да најде начин да пријави. Кога велам пријави, не мислам веднаш да се пријавува во Министерство за внатрешни работи, ако нема индикации за тоа, туку доволно е да се разговара со возрастна личност, со човек кој што ќе може да ги посоветува, да помогне, со психолог, со стручен соработник во училиштата, кај класните раководители и така натаму, да не се чуваат работите затворени во една кутија, затоа што секое премолчување значи соучесништво. Тогаш кога реагираме, само тогаш ќе имаме можност да спречиме одредени негативни последици. Младите личности кои се жртви на меѓуврсничко насилство, да најдат храброст и сила да проговорат за потешкотијата, да проговорат за проблемот, затоа што каде и да се реагира, секако дека ќе бидат првенствено заштитени од аспект на можните негативни последици од оној кој го причинува насилството, а потоа и ќе им биде помогнато. Овој проблем во никој случај не смее да се игнорира. Но од друга страна ги имаме и родителите на децата. Колку е важна нивната соработка, односно како треба тие да постапуваат, кои се најважните чекори кои тие треба да ги превземат доколку нивното дете се соочува со мобинг или булинг? Родителите ни се и најважната карика во случајов. Зошто? Затоа што основата на секое едно однесување на детето лежи токму во родителството, во начините на воспитување од страна на родителите и во родителските воспитни стилови. Родителите се оние кои што уште во многу порана возраст можат да превенираат појава на било какво насилство. Зошто? Затоа што многу често се случува, за жал, насилниците да бидат некои кои што и самите биле сведоци или доживувале насилство од кој и да е облик. Од таа причина, родителите секогаш во домовите треба да разговараат со своите деца. Знаете, брзото темпо на живот и сето она што ни го наметнува ова современо живење, некако направи да родителите многу помалку квалитетно време посветуваат на своите деца, и јас разбирам, секој сака на своето дете да му обезбеди повеќе во секоја смисла на зборот, но да не го заборавиме емотивниот и психолошкиот момент, затоа што квалитетното време поминато со децата, во разговор, во поучување, во одредени работи кои што треба децата да знаат како да ги применат во пракса, кога ќе ја затворат вратата на домот, мислам дека е најголемиот
најдоброто нешто кое што би превенирало одредено насилство. Доколку имаме семејство во кое се случи меѓуврсничко насилство, никако да не се чува за затворени врати. Веднаш доколку родителот не може да се справи со ситуацијата, веднаш да се побара стручна помош. За среќа во нашата држава имаме бесплатно достапна психолошка помош во институциите кои ги посетуваат младите, започнувајќи од градинките преку основните училишта па се до средните, и мислам дека навистина во ова современо живење воопшто не треба да биде срам ниту табу тема посетата на психолог и отворениот разговор на оваа тема, затоа што на крајот ние секако дека како психолози кои работат со сензитивни теми имаме одредени начала на почитување и однесување. Апсолутно дискрецијата е загарантирана и се ќе се направи за да му се помогне на детето и да се врати неговата психолошка состојба во една правилна положба и навистина да имаме позитивен фидбек од посетата на психолог. Ако нема или не сака младиот или младата да појде на психолог, односно да побара стручна помош, дали тоа понатака се одразува животот, дали понатака остава трауми и сето она што се нарекува веќе анксиозност, депресија и панични напади? Секако дека последиците може да останат доколку не се посети стручен соработник, односно стручно лице, психолог. Јас секогаш, иако сум многу голем противник на тоа да се избегнуваат разговори со психолози, но и ако дојдат до таква ситуација, младите личности треба да наоѓаат начини како акумулираниот стрес во нив да излезе од нивното тело. Дали тоа ќе биде физичка активност, дали тоа ќе биде спортување, пешачење, дали ќе биде разговор со некоја блиска личност во која имаат доверба, дали ќе биде еден обичен бел лист хартија на која ќе ги напишат и искажат своите емоции, за да едноставно излезат од нив. Сето тоа се начини како можат да се ослободат од сето негативно искуство и влијание што го имаат во своето тело, затоа што, знаете, нашето тело е како еден балон кој се полни со воздух. Ако ние акумулираме преголемо количество на стрес, во еден момент ќе пукнеме во психолошка смисла. За да не дојде до тоа, секогаш треба да реагираме навремено, па макар и на ваквите едноставни начини кои ќе ни овозможат себе помош. И на крај, дали кај нас во Македонија се занемаруваат овие проблеми? Не би рекла дека се занемаруваат. Од која причина? Првенствено ми е многу драго што вие медиумите во последните години навистина ја дигнавте на едно многу повисоко скалило свесноста за грижата за нашето ментално здравје. Гледам дека се повеќе младите личности отворено разговараат, немаат проблем да го искажат тоа, изолирани случаи имаме. Секако дека има и потешкоти, срам и страв да се разговара за одредени проблематики, меѓутоа навистина ми е драго што психологијата веќе почнува да го достигнува она ниво за кое се боревме со години и верувам дека ќе биде уште подобро. Не би рекла дека се занемарува ниту во институционална смисла, ниту во индивидуална. Најголемиот предизвик кој го имаме е уште од најмала возраст на детето да се работи не само со дечињата, туку и со нивните родители. Затоа во градинките во последните години се спроведуваат одредени курсеви, семинари со родителите за правилни родителски воспитни стилови. Се тоа што ќе биде подоцна во текот на животот детето зависи од тоа каков е родителот, посебно во првите години од животот. Јас ви благодарам многу, се надевам дека со ова интервју ќе помогнеме некому, па макар и еден да е, меѓутоа да се направи оно што треба да се направи, односно да ги направи потребните чекори. Би ми било драго доколку е така и ви благодарам на поканата.